Основниот суд Скопје 1 прераспредели десетина судии кои работеа на кривична материја во одделението за прекршоци. Решението за нивната прераспределба е подпишано од вршителката на должноста председател на судот Татјана Михајлова. Одлуката за прераспределување на судии нема по-конкретно образложение. Попланево разговарав со судијата Седат Реджепагич, кој смета дека неговото прераспределување во судот за прекршоци по неговиот 30 годишен стаж е нонсенс зад кој стои поранешниот председател на судот Владимир Панчевски. Чуден распоред се продолжува со она што го имавме пред неколку месеци. Значи се прават распореди чудни кои што не соодветствуваат со она што го имаме, односно млади судии се ставаат на некакви претходни постапки, на главни судења, на расправи главни, а сосема е тоа младо, чудно и вистина сум изненаден со овој распоред. Јас со 32 години некако стаж, сега да идам на прекршоци, тоа е нонсенс. Не знам право да ви кажам причина конкретно да е покриена согласно законот и резултатите и моето однесување. Се е тоа согласно законот. Јас не сум од вчера, од 80 и некоја година сум во судот, сум поминал и истрага и судења и сум со конкретни и добри резултати. Меѓутоа да има причина сигурно нема. А на што се должи тоа веројатно да го прашате Панчевски, бившиот председател. Тоа е негов распоред, тоа не е распоред на дотична колешка ВД председател. Од Основниот суд не дадоа по-конкретно објаснување и согласија со соопштение во кое се вели: проценката кој судија во кој одел или одделение ќе биде распореден е законски утврдена и е право на председателот или ВД председателот на судот, па оттаму нејасни се објавените дезинформации за некакво задоволување на желбите или чистка на одредени судии. Годишниот распоред се утврдува единствено во функција за ефикасно работење на судот, а пред се да се задоволат потребите на граѓаните, вели судот во соопштението. Инаку ова одлука на судот го привлече вниманието на јавноста најмногу поради совпаѓањето на имињата на прераспределените судии со оние кои се потпишаа на петицијата во која се критикува работата на тогашниот председател на судот Владимир Панчевски.